На дневен ред на 101-та седница на Собранието, што спикерот Реко Велјановски ја свика по денешната одлука на Уставниот суд, е изменување на изборниот законник по скратена постапка со која се бришат членовите каде се предвидува одржување на предвремени парламентарни избори на 5 јуни. Нов датум за избори не се предвидува. Предлог законот за изменување на изборниот законник е поднесен од координаторот на претеничката група на ДУИ Талат Џафери и тој не содржи нов датум за одржување на предвремени парламентарни избори. Собранискиот спикер Велјановски предходно за денеска во 16 часот ја закажа седницата на Собранието, повикувајќи се на одлуката на Уставниот суд кој ден на денешната седница едногласно одлучи да поведе постапка за оценување на уставност и законитоста на одлуката за распуштање на Собранието и донесе времена мерка со која се запираат сите изборни дејства. Судот следната недела треба да донесе конечна мериторна одлука за иницијативата за распуштање на парламентот. Дводневната адхок посета на Скопје, која почнува попладне, заменик помошникот државен секретар за Европа и Азија во Стейт департментот Хојт Брајанти ќе ја започне со средба со председателот Ѓорѓе Иванов. На агендата на ЈИ се поединечни средби со партиските лидери Груевски, Заев, Ахмети и Тачи. Белгиската компанија Ван Хол денеска ја почнува втората инвестициска фаза во Македонија, во која се предвидува изградба на нова фабрика во дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони Скопје 2 Илинден, во која, како што беше најавено, ќе се произведуваат автобуси за европскиот пазар. Инвестицијата изнесува 15 милиони евра, а треба да се реализира во следните 4 години. Се очекува до 2019 година вкупниот број на вработени во Ван Хол во Македонија да достигне 1250 лица. Маријан Станојевиќ, 17 годишникот од скопската населба Тафталиџе, повторно е дома. Според неговата мајка, Маријан уште од првиот ден на исчезнувањето самиот заминал за Белград. Маријан имал лична карта и тој со тој документ ја минал границата. Родителите по информацијата дека нивниот син бил виден во Белград се упатиле кон главниот град на Србија, каде детето е пронајдено како проси во Нов Белград. Маријан преку македонската амбасада бил пронајден и предаден на родителите. 15 лица се приведени денеска во операција на полицијата против припадници на групата Исламска држава во Истанбул, Турција. Во операцијата се приведени 5 минасирици за кои се тврди дека биле обучени за извршување напади и 10 други лица кои им помагале. Американската амбасада во Анкара пак ги предупреди американските државјани во Турција да бидат внимателни поради можни терористички напади во текот на утрешниот ден, кога земјата го одбележува денот на сеќавањето на Кемал Ататурк и празникот на младите и спортот. Се посечува дека американските туристи би можеле да бидат потенцијална цел на терористички организации во Турција.